Денеска православната црква ги празнува Светиот апостол Јаков, брат Господов, Светиот Игнатий, патриарх Цариградски и Светиот маченик Јаков Боровицки. Светиот апостол Јаков, брат Господов, се нарекува брат Господов затоа што му бил син на праведниот Јосиф, свршеникот на Пресвета Богородица. Кога праведниот Јосиф бил пред смрт, тој го разделил својот имот на своите синови, па сакал да му остави еден дел и на Господа Исуса, синот на Пресвета Дева Марија. Но сите браќа на тоа се спротивставиле, не сметајќи го Исуса за свој брат. Јаков многу го љубел Исуса и изјавил дека тој ќе го земе на својот дел, и затоа тој се нарекува брат Господов. Јаков од почетокот му бил приврзан на Господа Исуса. Според преданието, тој и во Египет отишол со Пресвета Дева и со Јосиф, тогаш кога Ирод го барал да го убие новородениот цар. Штом ја слушнал Христовата наука, светиот Јаков почнал по неја и да живее. За него се вели дека целиот живот не јадел ни маст ниту масло, туку живеел само од лепиот вода и бил девственик до крајот на својот живот. Многу бдел ноќе и се молел на Бога. Господ го вброил во своите 70 апостоли. По своето воскресение Господ Исус нему му се јавил посебно, како што сведочи светиот апостол Павле. Бил епископ во Ерусалим 30 години и ревносно управувал со црквата Божја. По укажување на Господа ја составил првата литургија, која била премногу долга за подоцнежните христијани, па светиот Василий Велики и светиот Јован Златоуст морале да ја скратуваат. Обратил многу евреи и елини во Христовата вера. И самите неверни евреи се чуделе на неговата праведност и го нарекле Јаков праведникот. Но кога дошол за првосвештеник Анан, тој со другите еврејски старешини намислил да го убие Јакова како Христов проповедник. Еднаш на празникот Пасха, кога се собрало многу народ во Ерусалим, старешините му рекле да се искачи на покривот на храмот и да говори против Христа. Светиот Јаков се искачил и почнал да му говори на народот за Христа, како син Божи и како вистински Месија, за неговото воскресение и за неговата вечна слава на небесата. Разлутените свештеници и старешини го турнале од покривот и тој, паѓајки многу, се повредил, но се уште бил жив. Тогаш некој човек притрчал и го удрил по главата толку силно, што мозокот му истекол од главата. И така завршил со маченичка смрт овој преславен Христов апостол и се преселил во царството на својот Господ. Јаков имал 63 години кога пострадал за својот Господ. Поуки од светите отци. Со добрината, наклонетоста, љубезноста, со милоста може да засветлите на овој свет. Секоја, па и малата светлина, му е угодна на Бога. Свети Лука Кримски. Светиот Игнатий, патриарх Цариградски, син на царот Михаил Рангава, дошол за патриарх по Свети Методий во 846 година. Бил симнат од престолот во 858 и бил испратен во прогонство. На негово место застанал патриархот Фотий, првиот царски секретар.
Но кога на престолот дошол царот Василий Македонецот, тој повторно го вратил Игнатий на патриаршискиот престол. И светиот Игнатий управувал со црквата со голема ревност и со мудрост. Созидал манастир на светиот Архангел, каде што се упокоил во Господа во 89-та година од својот живот на земјата. Поуки од светите отци. Не се труди да истражуваш и да дознаваш за тугите дела, затоа што и во тебе самиот ќе се најде истото тоа, поради што го презираш другиот. Свети Нил Синајски. Светиот маченик Јаков Боровицки. За овој светител се знае само онолку колку што тој им открил по својата смрт во визија на луѓето од местото Боровица. Неговото тело еден ден допливало по реката Мета пред Боровиц во 1540-тата и овде застанало. Од неговите мошти се пројавиле многу чуда. Поуки од светите отци. За време на молитвата, телото станува икона на душата. Свети Климент Александриски. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющия Ти. Аллилуйя. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющия Ти. Аллилуйя. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющия Ти. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородни Сине и Слове Божи, бессмертен си и изволиви спасения нашего ради, воплотитися от Святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися. Распнися же, Христе Боже, смертью смерть поправи. Един си Святия Троицы, спрославляем и Отцу и Святому
Поруки од светите отци. Човекот најмногу страда од мислите што не му се потребни. Старец Тадеј.